Оно што го прави за себе, го прави и за вас, односно за своите клиенти, да мотивира, да инспирира, да едуцира и некако веројатно како еден табула раса ефект да промените некои нови навики и чинам дека многумина ја препознаваат како ветеран во она што го прави Катерина Попева изминативе години. 12 април всушност тоа го најавувавме со неа, иако само рековме добро, сигурно ќе го земеш пекарот, се знаеше, ама нели, сепак беше како формално едно представување нели на традиционалниот првенствен надпревар Куп на Македонија во бодибилдинг и фитнес, надпревар кој што представуваше и квалификации за избор на репрезентативци кои што ќе ги бранат и боите и ќе настапуваат токму за Македонија на сите меѓународни надпревари. Утре ја праќаме во Санта Сузана во Шпанија, нашата Катерина Попева, која што беше на врвот во боди фитнес категорија. Да не погрешам. Кате добре ни дојде. Прво, многу ми е драго да те пратиме во Санта Сузана. Затоа ти благодариме што прифати покана. Направивме ние неколку ротации и рековме мораме да ти имаме, што му го е првото место Катерина во раце. За вакви работи, дали животниот стил така ме научил да можам да се адаптирам лесно, да. Мислам дека си еден од оние луѓе или барем ја што ги познам дами агилни кои што стануваат и претпоставам дека и професијата со клиентите ти прави да ви имаш простор да го направиш тоа како избор. Честитки уште еднаш за овој куп. Јас не знам што останува да се освојува во светот. Не знам, вистина не знам, ама претпоставам дека супер ќе ти дојде едно патување искуството во Санта Сузана, Шпанија. Апсолутно. Па еве тие се некои титули што си ги имам зацртано во глава и не се откажувам дека не ги реализирам од оние на светски најпрестижни надпревари во светот. Во аматерската лига е понатака најверојатно во професионалната лига. Имам јас веќе 3 про карти, меѓутоа се уште не ги активирам. 3 про карти? Да. А како се влегува од аматерска во професионална? Значи кога ќе освоиш некој надпревар, апсолутен победник кога ќе бидеш на некој надпревар, тогаш ти даваат про карта. Самиот надпревар има доделување на про карти, нели ако одлучат судиите дека пошто никогаш има помала бројка на надпреварувачи, ако одлучат дека не треба да го добиеш, нема да ти ја дадат прокартата, меѓутоа кога ќе одлучат дека треба да ја добиеш прокартата, тогаш ти ја доделуваат и таа ти можеш да активираш веднаш, а можеш и да ја зачуваш да активираш покасно. Значи ти сега имаш 3 џокери во рака, што не се знае кога ќе ги активираш, така? Ако ги активираш прокартите, не можеш да се вратиш во аматерската лига. Аматерската лига се сите национални првенства како балканско, европско и светско првенство. Ти чекаш си да освоиш па да ги активираш? Па би сакала да први титули нормално. Колку про карти во прашањето се прилика? За да се освои или нема врска? Не, нема врска. Може и со една да се активира. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Добро што вели ти имаш 3 џокери во рака. Имам, да. Ама прво да ги освоиме тука титулите сите што се потребни, па после одиш на професионалците да им покажеш како треба. Санта Сузана те очекува, всушност станува збор за каков сега тип на надпревар, скалило погоре? Ова е европско првенство. Ова е европско првенство. Како град домакин претпоставам дека таму. Да, најчесто Шпанија ги организира овие надпревари. Значи седиштето на IFBB федерацијата е во Шпанија, претседателот е од Шпанија. Шпанците се покажа како најдобри домакини за овие надпревари. Требаше да биде сега и светското во Кина, уште не е потврдено дека ќе се смени, меѓутоа имам некоја информација дека можеби не е изводливо да се реализира надпреварот таму. Кате, Санта Сузана не е прво искуство за тебе, веќе го имаш почувствувано амбиентот и веројатно пулсот, бината, пулсот. Сега судиите можеби се менуваат на секое првенство, но горе-долу ти е познат терен. Како, со кое место или која титула се замина минатиот пат, па сега пак се враќаш да доосвоиш нешто? Како беше? Значи вака на... Затоа што велиш не се откажам од тоа што ми е зацртано. За светското првенство кој што беше во Јапан, нели зборувавме за тоа, прв пат освоив, влегов во први 3, значи тоа е бронзен медал, кој што беше голем успех, бидејќи претходниот пат бев 7. Значи првите 6 се финалисти, јас за 1 бод не влегов во финале. И тоа ми беше како екстра мотивација за да бутнам малку повеќе, да си го подобрам местото, што и реално целта на секој надпреварувач да биде подобар од она што бил. Не е само поентата да го победиш тој што стои до тебе, бидејќи најважно е да си во подобра форма од таа што си бил. Сега исто така за европското. Претходниот пат бев 5-та, влегов во први 6 финалисти, сега планирам. Знаеш што ми е она куриозитет? Чекај, не ми кажеш што планираш прво? Да. Злато. Ако добро ме држи меморија,
чинам дека досега не си заминала без освоен медал од некој првенство. Не. Затоа мислам дека ова ќе биде само една А од каде е најголемата конкуренција, Ката? Значи, конкретно во мојата категорија... Затоа што Шпанија, како организатори, се покажале низ годиниве совршени, затоа таму се држуваат, но од надпреварувачки карактер, од каде се доаѓаат најдобрите? Секоја категорија си носи различен тип на атлети. Например, русите имаат многу добри бикини атлети. Нордиските земји, нордиските земји, они се високи, долги нозе имаат, убави се, вежбале гимнастика како млади, се така вретенасти, многу им лежи таа категорија. По конструкција се поинаква. Слабички, затоа што таа категорија бара да си многу мек, не треба многу мускули, и апсолутно им лежи. Воедно и позирањето им лежи, бидејќи сите тие вежбаат балет, што е природно го имаат. Да, природно го имаат. Генетиката. А боди фитнес категоријата што е најатлетска и за мене најубава, лично за мене, јас не ги подценувам ни една категорија останатите. Меѓутоа, боди фитнес, нордиските земји се најдобри во ова. Значи, конкуренцијата од таму ќе дојде. Да, Финска поготово, Финска има сериозни боди фитнес атлети, например, ако се пријават 100 или 200, сите се добри. Не вака кога ќе застанат, не можеш да кажеш една не. По нешто дека си... Да. Колку учесници се всушност во Санта Сузана? Имаш ли информација? Сега немам, се за самиот крај, бидејќи некогаш имаат проблеми некои држави со визи, со летови и така натаму. Може да се намали, односно флуктуација во бројот. Причини, дали здравствени проблеми и така натака. Сега ова е големо првенство, например на светското имало и по 3000 луѓе. Тука нешто минус плюс така од прилика. Сега ќе видиме оваа година каков одзив ќе има. И колку од прилика иде представување за секој засебно, да речеме кој излегува на сцена? Колку временски? Да, колку имаш минути за да го представиш? Значи, категоријата кога ќе излезеш, прво има elimination round, се вика тоа. Елиминациона рунда, бидејќи има многу, да речеме, по 20, некојаш 20 и нешто надпреварувачи. Нарно од класика еднашка 29 се излеговме на сцена. И тие мора да ги елиминираат за семифинал, за полуфинале. Така. Во полуфинале влегуваат 10. Од тие 10 има финале 6 и сето тоа е ново излегување. Малку е напорно тоа, бара сериозен кондишенинг за бидејќи и постојано мора да си тука во салата, постојано цел ден си таму, измеѓу има други категории, па те враќаат назад, се позира нели додека те споредува, се вртат тие quarter turns што ги викаме ние. Четврт кругови, може да трае 20 минути, некогаш и пола саат. Правата на лида целосна? Да, тоа е изометриска вежба, цело време стоиш во позинг и после ги вади по 6. Нели, first call out, second call out и врз основа на тоа мора да ги види сите поединачно, нели по 6. Додека ние чекаме во позадина, исто така мора да позираме. Минимално да се, значи цело време треба да си Всушност како рече изометриска поза, така? Како изометриска вежба е, да. Одно што мислам дека го зборевме, ако не пропуштија пред 3 седмици кога беше со својата клиентка, практично велиш дека позирањето е трократно потешко и покомплицирано отколку вежбање било какви физички активности во бодибилдинг, бидејќи постојано вие сте во една состојба каде што мускулите дека судијата не каже релакс или да се тргнеш од бината, ти мора да си цело време постојано во поза, за да го покажеш она што си го работел цела година. Се трошат калории, се кажа, не кажа? Многу, јас 2 кила сум послаба после тоа. Јас не можам да се вратам. Од позирањето се. Спаление имам сериозно, а балканско ми беше сега како загревање, бидејќи ова е голема сцена. Ќе има многу луѓе, а тука ќе настапам во 2 категории. Што значи тоа, боди фитнес има подкатегории висински, бидејќи се многу надпреварувачи, мора да ги поделат во висини. Секој победник од својата категорија после се борат за апсолутен победник, нели, на надпреварот. Јас ќе се пријавам во Мастерс, што е мојата оригинална категорија, тоа е 40+. Јас имам 41 година, а сениори се младите. Во таа секогаш правам подобар успех. Не знам зошто. Изгледа дека немам 41 за тоа. Изгледа. Да, инаку самото представување е околу 30 секунди. Добро, судиите на што обрнуваат најмногу внимание? Сакам да кажам, бидејќи ова мора да признам дека познавајќите од толкова голема сцена кај нас, кај тебе има голема духовна свест. Значи, развиена си апсолутно и во тој дел интроспективно знаеш да си планираш длабоко во себе
И чинам дека затоа не се враќаш од секаде без освоен медал. Секогаш имаш мислам дека и таа една духовност или на embrace the diversity. Така кажеш и на тоа судиите Па мислам дека денеска поинаква е можеби целата инфраструктура на овие светски првенства, бидејќи луѓето не гледаат само нели што какво вајано тело има, туку што ќе донесеш и можеби како дух, како енергија. Апсолутно, менталниот склоп е многу важен. Јас работам многу на себе, нормално, затоа што целиот процес бара сериозна самосвест пред се. Прво, еден прав спортист не треба никогаш да се разочарува на некаков неуспех. Треба напротив да се мотивира, да ги мотивира другите, бидејќи тоа е поврзано исто како во животот. Не може секогаш да сме на врвот. Јасно. Има, значи никогаш линијата не е права, секогаш има нели ups and downs, осцилации. Тоа сум го сватила, работам на себе, манифестации, како да кажам, самодоверба, меѓутоа да не е лажна самодоверба, бидејќи тоа е многу лошо. Ако не си самокритичен, да знаеш кога треба да кажеш стоп или кога си претерал за нешто, тоа е исто многу лошо. И многу читам, гледам ништо да не ме вади од колосек, бидејќи самата диета си го прави своето. Јас ме прашуваат сите како издржуваш, леле, многу ми е жал, се мачиш. Не, јас ова го живеам, ова го дишам, ова ми е животен стил. Не издржувам и не се мачам. Не издржувам, не се мачам, јас уживам во целиот процес. Нормално дека има денови кога не ти се станува од кревет како за се, не само за ова. Меѓутоа, тоа апсолутно нема никаква врска со ова што го правам. Гледам да сум цело време во добро расположение, позитивна, негативните работи да ги тргам колку можам. И тоа не лажно, не сега окей сум, да не си окей. Ги прифаќаш сите емоции, се носиш со тоа и после тоа го прави целиот пакет. Бидејќи ако ти извади нешто од колосек, ако ти сите дистракции ги перцепираш, тогаш апсолутно не можеш ништо да направиш. Обично, кој е во гарнитурата на жири комисијата? Луѓе кои што претходно биле дел од боди фитнесот и така натаму, или се луѓе кои што само се бават со тој бизнис? Значи има предуслов за да станеш судија. Сите луѓе кои што се суди се како да кажам, бивши надпреварувачи. Значи сепак биле мора да има искуство во тоа, после има полагање на едни сериозни испити. Кои што мора да ги поминеш, па после те оценуваат и така натаму, па имаш категории на судија, А, Б, С и така натаму. Овие судии кои што судат на европските и на светските надпревари, многу ретко има некои пониискусни кои што туку што ја добиле лиценцата за судење. Се многу искусни судии, имаат поминато сериозен стаж на надпревари по 25-30 години. И панелот се менува на не знам колку сати, они си имаат некоја програма, например 3-4 сати судат еден панел, после се менува друг панел и така натаму, ние никогаш не знаеме, никогаш може да се погоди нашиот председател Бован Ѓуровски, кој што сакам да го поздравам, да му се благодарам, бидејќи тоа е 50% заслужен или за ова што сум денес. Он е многу добар, тој е многу добар судија, него многу го ценат, е сериозно име во IFBB федерацијата. Дами судии има? Има. Најдобрата судика за боди фитнес, она е специјалист за боди фитнес, е од Финска, Ајно. Значи, жената е прекрасна жена, многу е строга, што многу ми се свига и она секогаш ми дава фидбек кога ќе завршам во однос на поузинг, на позирање, каде треба добро внимание, што е многу добро за понатаму како се развиваш како атлета. Ќе станеш и ти судија? Тоа ми е едно од целите? Тоа ми е во план да кога ќе се пензионирам од надпревари да станам судија, да. Кога обично оди пензионирањето? Да речеме велиш 40 плюс и така сениор. Како иде да речеме? Нема старосна граница, има над 50 една категорија. Има и над 50? Да, имаше сега во Никшич на Балканското првенство. Слободан се вика надпреварувачот од Србија, има 60 години. И веројатно изгледа и беше во одлична форма. И јас кога ми кажа дека има 60 години, му реков свака част. Сега кој е императивот и компромисот кој што го правиш? Знам дека минатиот пат кога те вклучиме рече дека сега солите мораш да ги истребиш и така натаму. Исто така, сега сум блиску до тоа, не конзумирам сол, видите по нешто нели од некој напиток минимално се конзумирам, него директно не солам, не конзумирам сол, пијам големи количини на вода. Колку? 8 литри како е? 7 до 8 литри, да. Ајде чашата
кога ќе испиеш? Да, имам веќе 2-3 литра од саба или спијан. Денот ми почна во 4:30 денеска. Значи, веројатно, испозирано, кардио направено, првиот оброк, еден куп работи. Кога ќе стане човек рано, еден куп работи. Само да прашам, мала шега, веројатно на вакви првенства тоалети постојано има тука за луѓето кои. Апсолутно мора да има, да. Чекање на редица. Кате надпреварот е во сабота. Во сабота. Патуваш утре, ќе посакаме мирно небо, среќен пат, со оглед на ситуациите нели што се случуваат Шпанија, Франција, Португалија, да биде се онака како што треба. Меѓутоа се е добро за сега. И ќе се најде ли време за одмор? Тамо се Санта Сузана е преубава плажа. Таа ривиера е фантастична. Секако, значи јас кога ќе стигнам тамо, првиот ден е малце стресен бидејќи цело време се патува и директно стигам на регистрација. Морам да се пријавам, а тамо се сериозни долги редици на чекање. Нели додека се пријавиме за самиот надпревар, тоа ќе нафати веќе вечерни часови, вечера и после тоа без разлика што сум на диета. Ке те прашав се дали се изгладнуваш малку сега, изгладнуваш. Ајде. Да, апсолутно. Сега не внесувам, ми се ограничени мастите, протеините, колку внесувам, сега сум моментално без јаглени хидрати. Само салати. Ќе одолеам на целата кујна што имаат шпанците. Да. За тоа треба до сабота. До сабота. После сабота шведска маса може да се отвори. Може да се отвори, да, ќе ви постираме на слика. Да, сакам да прашам. И малку може да се избањаш за нас. Да, обавезно. На крај, со оглед на децениското искуство што го имаш нели во цела оваа убава бодибилдинг сцена, си размислува бидејќи често веќе да речеме во ова подрачје географско кај нас, мислам дека си убав пример да основаш можеби некаков си свој бренд. Дали размислуваш на такво нешто? Дали на линија на облека, дали нешто? Има моден бренд? Да, јас имам моден бренд, сум по професија, добро по професија, сум моден дизајнер. Тоа знам сигурно. И дека ги спојуваш тие... Ги спојувам, да, најверојатно би продолжила со спортска гардероба. Можеби не само спортска за вежбање, може да е ready to wear, нешто за на кафе и така натаму. Секако дека некој мерч би направила, би го спојила. Имам план за тоа, имам еден сериозен проект за кој што нема да ви откривам сега. Одлично. Тоа е во следната прилика. Агилна, прагматична, тоа е. Мислам дека вистина си секој пат предизвик и однака да те зграбиме од љубов да ти ја пратиме и да успешно да биде тоа Сева Санта Сузана. Многу ми е драго што е така. Тоа ми е целта. Да, прати ни фотографија, избања се за нас во Санта Сузана. Со вајано тело. И уживај на вистина, ти посакуваме успех на надпреварот и се надеваме дека ќе дадам се од себе. Со оглед на тоа што обично се враќаш со да се засвири овој пат химната. Именно, да химната да се слушне. Ни беше многу драго што ја посети Телма како станица пред твоето патување. Среќен пат уште еднаш. Благодарам. Катерина Попева, нашиот дефинитивно лидер денеска некако во оваа цела убава утринска на Телма.